Од 19 јуни минатата година, работниците со неплатен стаж од фирмите кои се избришени од судскиот или централниот регистар имаат можност за откуп на стажот како би го оствариле правото на пензија. Мерката е на сила до 19 јуни 2016. Оваа мерка се воведе и можност за осигурениците за да можат одредена категорија на граѓани да го остварат своето право на минималниот дел од стажот, значи оно што е потребен 15 години минимум, за да може да оствари право на пензија нормално со остварување на старосна граница од 64, односно жена 62 години, а нема друга можност како да го то остварат. Може би да достигне старосната граница, може да се блиско до старосната граница, меѓутоа го немат оној платен пензиски стаж од 15 години и ова, а имаат работено, за да можат да го добијат тој стаж и да ја добијат заслужената пензија. Во Штипската подружница на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување мерката искористиле само 9 лица, 5 мина од Штип и 4 од Радовиш, со можност за плаќање на неплатениот стаж во готово и на рати. Во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување до крајот на минатата година компаниите имаа можност за плаќање на неплатените придонеси за период до крајот на 2008 година. Мерката во Штип ја искористија 6 компании и 3 физички лица кои ги измирија долговите. Па веќе Фондот за пензиско и инвалидско осигурување скоро сите зборуваме, значи побарувања од поголемите правни лица се наплатени. Знаеме дека тоа беа понапред и Македонка и Естиво и сите овој поголеми фирми. Баргала беше последна она кој што ја искористи мерката, претходната мерка и го плати се од неплатен придонес од некаде околу 100 милиона денари беше тој долг, така да немаме некои поголеми неплатени обврски, тоа се инцидентни, така да кажам, и бидејќи се работи само за периодот до 2008 година. Во моментот во Штипскиот фонд нема компании со големи долгови, но останаа високи побарувања кои се ненаплатливи заради одење на должниците во стечај.